Не. Ничо. Само Враќам се до големите луѓе на оваа држава, до тие луѓе што ја држат оваа држава. Уште што треба да ни се случи на нас укочени за да се освестат дека тај град постои? Па толку ли брзо не забравивте бе? Пред некој ден си дојдеа деца од Кочани што немат прсти на раците. Значи пуштени се од болница, немат прсти на раците. Тие деца ќе немат цел живот раци, нема да имат цел живот раци. Па дај ако ништо друго барем на тие деца да помогнем. Толку ли брзо не забравивте нас од Кочани? Зашо тај град овие 30 години никој пат не е бил битен? Па дај, ово нека биде пример, да направиме нешто за тај град. Наместо да се отварат такви нелегални дискотеки, нека направат нешто Кочани. Зашо ќе имат тие луѓе таму да живеат? Нека направат некој културен центар, спортски центар, нека отворат некој градско кино. Наместо деца да одат по такви места да се глупират таму, ќе одат у киното, ќе си гледат филм. И не смарни ние веќе у Кочани, не смарни. Разберете не. Треба да се направи нешто за тај град. Ово што се деси, нека биде поттик. Тај град малку да заживее. Затоа што ако ништо не се преземе, работа ќе оде на многу полошо. Мора нешто да се преземе за Кочани, за да има тај народ да може да живее. На мене ми загинаа 5 другари. 5 другари ми на мен загинаа. И некои ми питат, нема ли да те биде срам што ќе бидеш врзан? Јас сам секако духовно сум врзан. Нема што да правам и ја. Дека додам, мора да живеам у тај град. Дека додам да живеам. Мора да живеам у тај град, мора да направам нешто за тај град. Бе пред 2 години у Хрватска. Работив таму на морето, не може да се уклопам у таа држава. Значи, ја мора да живеам у Кочани. Затоа мора нешто да се направи у тај град, да има ние да живеем. Надевам се дека ја слушнаа сите мојата порака. Како стоите со донации, дали донираат се уште граѓаните, дали се помага, бидејќи секако има последици? У последно време малку се намалија донации, а на тие деца ќе требат многу пари. Само на едно дете знам дека му се потребни ракавици за раците и за нозите. Една ракавица е 1000 евро. Значи само за ракавица него ќе му требат 4000 евро. А како што гледаме, државата тие пари нема да ги обезбеди. И ако ништо друго барем на тие деца да се соберат пари. Каков живот ќе живеат тие деца што се осакатени физички? Каков живот ќе живеат? Барем да се помогне за тие деца нека. Од кого очекувавте најголема поддршка на ја добите? Од главните луѓе на оваа држава. Они си знаат кои си. Луѓето што ја водат оваа држава. Луѓето што диктират како да се прави и што да се прави оваа држава. Очекувавме дека овај настан ќе ги потресе и дека нешто ќе направат за Кочани. Затоа што тај град 30 години живее у црнило.
Не ни е добро општо на нас у градот. И сега кога се деси ово, уште толку не смеарни. Нека слушат тие луѓе, знаат они кои се. Имате нешто да порачате на граѓаните? Што да порачам на граѓаните? Ме ми е пораката, ме ми е целта да чуат мојата порака тие што треба. Граѓаните што тоа е. Нашето име и презиме? Марти Кировски. Имав еден другар што ми помагаше. Ја овие последните 2 години малку имам некој тежок период. Тоа дете ми многу помагаше. Сега го изгубив и не го пожел. Како се семејството? Дали ти имаат потреба од барем некоја морална поддршка? Ја чувствуваат ли од граѓаните? За правда, барем? Само они си знаат кој. Вие бевте таа ноќ кога се случи несреќава? Кога се случи несреќата не бев, али после саат време несреќата бев. Несреќата се случи 2 по саат, ја 3 по саат пристигнав таму. Помогна? Колку може помогнав, да. Помагаа сите? Да, сите што беа таму, сите помагаа. Видите некој близок? Да, тројца мои блиски другари и повеќе деца со кои сум имал живот. Изгубив луѓе што ми значеа многу живот, да не речам се. Луѓе што се биле секој ден со мене. Што се ми давале мотивација за живот. Што кога сум помислил на нив, гледал сам иднина у мојот живот. Тоа се луѓе без кои ќе живеам многу тешко. Тоа е многу тешко да се забрае. Нешто го одбра овој начин на испраќање порака. За да видам како народот ќе ме гледа, да видам со какво очи ќе ме гледа. Тоа што јас сум тука физички врзан. А има луѓе у Кочи што се духовно врзани. А може да биде ово и символик што значи да си духовно врзан. Како ви се другарите што се повредени? Како се? Тешка ситуација сите. Како преска што ви кажав, има деца што немат прсти на раците.